Добро вечер и добре дојдовте во новиот семеен квиз кој е вистинско освежување во медиумскиот простор во Македонија. Од денес па понатаму секој втор понеделник на исто место во исто време. Среќно семејство ви нуди одлична забава, но и вредни награди. Ова наше дружење е овозможено и е благодарение на ЕВН Македонија кој секогаш се грижи за своите потрошувачи и настојува вредно да ги награди. Во овој квиз сите учесници си заменуваат со награда. Услов за да бидете дел од ова квиз шоу е единствено што треба да направите е редовно да ги плаќате вашите сметки за струја. Три тима на три среќни семејства ќе се борат за првото, второто и третото место, односно за награди од 300, 500 и 1000 евра. Во секој издание на среќно семејство имаме 4 игри и 3 тима кои ќе се надпреваруваат со членови не помалку од 3 и не повеќе од 5. Правилата се едноставни, а игрите за нив секој од вас ќе пресуди. А за пресудување дали е запазена регуларноста задолжена е стручната комисија составена од нотар и двајца членови на ЕВН Македонија. Добро вечер и за вас. Ако вечерва јас сум судија, може да ви дадам дозволата вие да бидете делегати за оно што ќе се случило. Ви благодарам уште еднаш. Откако накратко ви информирав за правилата, да ви ги представам и тимовите за првото коло на среќно семејство. На позиција број 1 или тимот број 1 е семејството Василевски. Добро вечер за вас. На место број 2 семејството Црнокрак. Добро вечер и за вас. И на местото број 3 семејството Чахили. Добро вечер и за вас. Бидејќи ова е прво издание на среќно семејство, паричните средства кои ќе ги освојат тимовите кои што се надпреваруваат, ќе се донираат во хуманитарни организации. Тимот, односно семејството на Василевски, ќе игра за интернатот Гоце Делчев од село Љубанци, тимот на семејството Ќахили ќе игра за Заводот за рехабилитација на деца и младенци од Скопје и семејството Црнокрак за Сдружение на граѓани за третман на лица со аутизам АДХД, Аспергеров синдром во мој свет од Скопје. И официјално еве да се запознаеме со вечерашните наши надпреварувачи. Добро вечер за сите, но ќе почнам со тимот број 1, семејството Василевски. Како се чувствувате? Пријатно? Одлично. Спремни сме за игра? Татјана, неодамне освои наградата на Цветници. Дали си спремна и вечерва да освоиш? Па тоа си кажува, едно по друго се оди. Прво место таму и мора да бидеме и тука прво место. Петар и Стефан се спремни за да победиме за нашиот тим. Супер, ви посакувам среќа. Тука си семејството Црнокрав. Кој ви фали од вашето семејство? Ми фали најмалиот член, Нина, која има 2,5 години, ја поздравуваме, она не гледа од другата страна и навива за нас секако. Едно прашање до Мики. Полесно е да се научи да се оди на писта или да се штеди струја? Многу тешко прашање. После емисија ќе одговориме, може. Во третата игра. Ето така. За плаќање одлично, така да од Секој пети во месецот задолжително. Така треба и така ќе бидете наши редовни учесници и семејството Ќахили. Добро вечер и за вас. Како сте? Добро. Уредник на контактно-забавната програма на МРТ вториот сервис. Тешка е оваа работа кога треба да се стои пред камера или не? Па, бога ми тешка е, но сепак кога се гледаш после дома, после целото тоа, вреди. Верувам дека игрите барем ќе бидат лесни. Ви благодарам и ајде вечерва да се дружиме и да играме. Епа кога ви ги представивме и правилата, кога ви ги представивме и тимовите, да започнеме со првата игра Топка на среќа. Правилата на првата игра Топка на среќа се многу едноставни. Еден од тимот со голема топка треба да ја сруши оваа пирамида од коцки. Немате ограничен број на удари, замавнувате со топка се додека не ја срушите пирамидата. По рушењето на коцките се собира збирот на бројките на коцките. Тимот со најголем збир добива 3 поени, оној помалку 2 поени и тимот со најмал збир на коцките добива 1 поен. Надевам дека он искуство од лјути се човече и од јам ќе послужи во оваа игра. Верувам така, поддршка имаш од твоите двајца синови, Така, Петар и Стефан. Слободно може да навиваат, а ти еве, обиди се, неограничен е бројот. Ока. Ајде, уште еден обид. Хопа. Супер, браво Новица. Го собираме, значи, збирот на коцките кои што се одгоре.
6 и 5, 11, 13, 18, 21, 25 поени, со што ќе почекаме за кратко да видиме што ќе направат останатите надпреварувачи. Повелете на вашата позиција. Следни се семејството Црнокрак. Дали сте спремни за оно што ве чека? За почеток, јас секогаш така ме праќаат прва. Дали ти се чини дека ова е најлесната игра? Па сега Имаше време да се запознаеш и со останатите, но ова Па верувам за дека ти мене се биде мислам најлесно. дека е да. Новица спомна, играчите на Јамп може да успеат во оваа игра. Имаш игра на Јамп? Јамп не имам играно, знам, меѓутоа ми е малце така по досадно некако ми е Јамп. На луѓе се човече поинтересно ми е. Така. Ке се обидеме во оваа игра, повелете. Фала. Нема некоја посебна стратегија, Светлана? Во центар. Нема, да, во центарот. Може? Може. Доколку си спремна, може. Добро. Ете, ќе оставиме уште таа коцка најсилно што можеш. Ајде, ќе успееш уште малку. Да, слободно можете да забавите. И ете, конечно, двојка со последната коцка, збирот е 10, 14, 18. Сега за сега, повели Светлана на твојата позиција. Сега на сега вториот двајцата на преварувачи. Доаѓаме и до третото срекно семејство. Кој од вас ќе Јас проба би и ќе се сакал обиде во првата игра? Леонат Сими, пошто он секогаш има среќа, мислам дека сите шески ќе испаднат. Ајде да видиме. Што мислиш, од кој пат ќе успееш да го направиш тоа? Со едно или со две? Повели. Слободно може да добие поддршка и од сите семејства, предпоставувам. Одиме? Спремен? Ајде. Сега за сега само единица. Солидна стратегија. Одиме уште две коцки. Супер. Ајде да го собереме збирот на бројките од горниот дел на коцките. 8, 12, 14, 18. И сега предпоставувам дека можеме да го видиме и салдото од првата игра. Семејството Василевски освои 25 во збирот од коцките, а семејството Црнокрак и Кјахили по 18 поени. Во вакви ситуации, како би одределе кој ќе биде второ, а кој трето место, ќе побараме по еден представник од двата тима кои ги споменав, да ја фрли нашата срекна коцка која ќе одлучи кој ќе го завземе второто место и двата поена. Повели Светлана. Која сакаш можеш да бираш? Ете. Само вистински на кавалер. кој Ќе начин дозволиш, ќе се предпоставувам фрлал? дека и како вистински кавалер Светлана прва да фрли. Чекај се, вака да се најде кај шеската ми се изгуби. Ајде, ете Ја постои нема. стратегија. Може ли вака? Нема да може така, ќе мора барем најмалку да имаме две вртења. Спремни? Од еднаш 20-та? Како сакате или еден по друг? 3, 4. Во ваков случај прекршивме уште едно правило, Уште ќе се едно. обидеме повторно да го направиме Ајде. уште. Овој пат јас ќе испаднам кавалер, повели Светлана. Тесна ќе биде борбава, предпоставам до крајот. Слободно. 4. Сепак, семејството Црнокрак, срека за тебе. Им доделуваме 2 поени, семејството Василевски 3 поени и Кјахили 1 поен. Ова беше првата игра, а сега следува втората игра која што има едноставно име на слеп. Следува втората игра на слеп. Која е задачата на нашите надпреварувачи? Еден наспроти друг од еден тим. Со врзани очи
ќе проба да погоди во кошот на својот колега од тимот, семејството Василевски во овој случај. Она што не го знае младиот Стефан е бојата на топките кои носат различни поени. 3 поени за црвената, 2 поени за жолтата и 1 поен за сината. Ограничени сме на 1 минута. Колку кошеви ќе дадат, толку поени ќе одредиме на крајот. Стефан, спремен ли си? Јас знам дека брат ти беше кошаркар, не ти? Ама и он има тренирано. И он има тренирано. Може тогаш да почнеме. Ајде да ти. Почни, сине, хајде. Почни. Браво, сине, кош. Ајде, зимај, одма. Слободно, дечко, ајде. Браво, уште еден кош има, сине. Уште еден, прво, уште еден, браво, дечко. Уште. Имаш време, прецизен. Зимај, браво. Браво. Браво, сече. Пробај, Стефан, да земеш од црвената топка. Одлично. Ете го. Браво, дечко. Браво, дечко. Ќе успееме ли се да изброиме? Супер! Имаш време, Стефан. Ајде да ти. Така. Новица направи место. Имате уште време и уште поени кои се собираат. Ајде. Црвената. Ете и црвената. Браво. Собираме уште. Побрзо. Имаме уште 14. Слободно, Новица, можеш простор да направиш. Можеме уште. Пробај. Да се обидеме. Браво. Ете. Уште 6 секунди. Пробај. Пробај уште еднаш, Стефан. Атракција си 3. со хорор, браво. Ете и со глава. Ворете, супер. Супер. Имаме навистина многу за Полн кош. броење, полн кош. Стефан, Браво за Стефан. Изади, Дозволи да ти помогнам. Дури 7 топки црвени успеа Стефан да погоди, 4 жолти и ќе видиме сега колку сини. Тие носат најмалку поени. 5. Одлично. Задоволни. Задоволни сте со оваа игра? Да. Супер. Побели, Моник. Ајде. Добро е, сега за сега една црвена. Фрлај цело. Еве, втора црвена. Фрлај. Добро. И онака носи фрлај, само фрлај. 2 поени, жолтата. Браво, Моник. Фрлај, слободно. Фрлај цело време. Ајде, браво. Фрлај. Оно што е интересно, успеа сите Фрлај. црвени да ги внесе во кош. Браво. Ајде, морате да направите место како ви собрало повеќе топки. Ајде. Имаме уште 25 секунди. Фрлај. Моника, Фрлај. супер. Сите топки ги чистивте, уште 15 секунди. Фрлај, слободно. Фрлај. Малце повисоко. Фрлај. Ајде, фрлај. 2. Толку. Јас опретно оваа игра се надевам дека имате доволно. Јас ќе пробам само на... Ќе обидеш само. Супер. Мики, многу топки собрани, што е најинтересно, ни една сина, жолти и црвени, оние кои што носат најмногу поени. Како знамето македонско. Како знамето македонско, токму така. Да видиме. 33 освоени поени од црвените топки, 10 од жолтите топки и 0 поени, како што рековме, немаме ни една сина, не требаше ни да почекаме. Вкупно 43 за семејството Црнокрак. Задоволен? Презадоволен. Да. Без тренинг, супер. Подобре да се шутира или да се биде кош? Се едно. Ние сме спортисти двајцата, така да Так. се едно беше што ги изберем. И дојдовме на ред со семејството ќе хили да се обидеме да играме играта на слепо. За кратко време спремни сме да почнеме. Одиме со обречаникот, имате точно 1 минута да ги внесете топките. Колку повеќе, толку подобро и повеќе поени на вашето салто. Ајде, стартуваме. Да, добре, дојдена е поддршката. Супер. Сега, за сега, 4 црвени топки и една жолта. Супер. 37. Можеш да ја дадеш некакви инструкции, барем да се обиде црвената топка да фати. Еве како во случајот. Да малку. Супер. Одиме. Таа решивме да пропуштиме и онака носи малку поени, па и оваа црвената. Може и со глава кош. Супер, уште една црвена во кошот и 10 секунди до крајот на оваа игра.
Добро е, пропуштивме и оваа сина топка која носи по еден поен, па и ова. Со истекот на едната секунда, предпоставувам дека беше точно на време. Супер, браво за играта. Може ли сега да ги преброиме, да ми помогнеш да ги преброиме вашите топки? 9 топки се црвени и ви носат 27 поени, 2 топки жолти 0,4 и чинам дека една точно, да, една топка имаме со сино. Сега тука некаде треба да го видиме, ви благодарам. Вкупниот износ, а тоа е 32 поени за семејството Ќахили во Рете. И ќе го видиме, предпоставувам дека и бодовното салдо после втората игра, односно кој го освои првото место во втората игра. Семејството Василевски, семејството Црнокрак 0,5, 0,5 и 0,2 поени, што значи имаме изедначена борба за помеѓу семејството Василевски и Црнокрак, а Ќахили доцни со 3 бода, кои што верувам дека во следната игра ќе успеете да ги освоите. А следната игра со која практично и ќе одредиме кој од двете семејства одат во финале, ја нарековме штедиме струја. Во оваа игра штедиме струја, односно еден член од тимот со помош на топка треба да ги погоди прекинувачите на оваа сценографија, со што ќе изгаси една од 9 светилки. Што повеќе светилки, тоа повеќе поени имаме. Ограничени сме на 1 минута, доколку успееме, навистина добро ќе штедиме енергија. Може. Одиме. Кажете ми, Браво. кој од вашите семејства најповеќе штеди електрична енергија? Па, сите сме научили да ги гасиме светилките, иако ни се штедливи, ги штедиме нив. Така да сите гасиме, но Петар ни е некако најпрецизен, се гледа Петар е најпрецизен, Па, Петар имаш друга си. нови топки. Така, полека. Треба да внимаваш е само да не вклучиш некој од Да. светилките. Браво. Сега, за сега, 5, 6 дури изгаснати светилки. Еве ја, за Таа е таа малку најгоре и сега. осмата. Која беше најгоре? Браво, два. Уште За малку. Уште да шутие сега. Не. Имаш уште Таа 15 десно и таа секунди најгоре, сконцентрирано браво. и И таа зад десно, линијата. Десно скроз, сине. И зад Десно што ти е, линијата. десно. 10 Десно скроз, секунди. таа. 9 Таа. секунди. Полека, сине. Полека, земи си друга. 6, Земи си друг. 4, одлично, 3, готово, браво, готово. изгаси семејството Василевски сите. Да пукне. Браво за семејството Пукне. Василевски. Одлично. Одиме со следните натпреварувачи. Твојот татко е овдека во поддршка и веќе можеш да почнеш. Одиме, Моника. Кај вас каква е, Мики, состојбата со штедењето на енергија? Максимално се штеди. Да? Посебно во овие тешки времиња се. Дали успеваш за 1 минута да ги изгасиш сите светилки во твојот дом? Да. Ајде да видиме дали ќе успее Моника, веќе 4. Памтиш ли, Моника, кои светилки се изгаснати? Супер, супер. Уште 3. Уште 3. Уште 2. Уште 2, а 27 Уште една. секунди можеш да се сконцентрираш. Уште средната. Уште средната, малку потешко, тоа ни е. Средната. Тоа ни е. Ајде уште малку. Обиди се уште еден. Овој од тие споро гасечките. 3 пати е победа. 3 пати. Имаш уште 7 секунди. 5. Оди со рака, оди со рака. Дозволуваме од поблиску. 1. Оди со рака. Тоа е тоа. Фала ви многу на семејството Црнокрак. Они не успеа да изгасат само една светилка. И да видиме кој од тимот на Ќахили ќе биде следен натпреварувач. Спремни сме, прецизни. Идеме. Очекува малце посилно, а да, и поддршка од останатите семејства. 1, 2. Кај вас каква е ситуацијата со штедење енергија? Кој не повеќе Па, штеди? се гледам, мислам, според Нели? играта, заборават понекогаш на штекери, ама Дали за 1 минута можете да ги исклучите сите штекери во вашиот дом? тешко сати може. Ајде побрзо и посилно.
Имаш уште 25 секунди, доволно време за преостанатите 6 светилки, тоест веќе 5. Оп, 4 вели и новица. Сите на вилата. Да. Да. Одиме, уште време. 8 секунди, 6, 3, Ајде. уште една. Ајде. Ви благодарам и вас за оваа игра, се надевам дека уживавте, повелете на ова беше вашите како дома. места. Само 2 светилки остана запалени за семејството Ќахили. Го гледаме и подобното салдо за семејството Василевски. 8 поени, семејството Црнокрак 7 и Ќахили 3 поени. Вас ќе ви посакам среќа во секое следно издание на вакви игри на среќа и ќе побарам од вас да останете тука, а семејството Василевски и Црнокрак ќе играат и четвртата игра, финалната игра кој ќе го одреди победникот на овој семеен квиз Срекно семејство. Пред да го одиграме финалето и дознаеме кој е првиот победник на првото коло Срекно семејство, да ги извлечеме и учесниците за следното коло. Знаете дека условот за учество е да сте редовни плаќачи на сметките на ЕВН Македонија. Во секое издание преку компјутерскиот систем по случаен избор избираме 3 семејства кои ќе се надпреваруваат, но и уште 6 дополнителни кои ќе бидат резервни доколку некој од овие првоизбрани 3 семејства заради некакви причини не може да учествува за квизот. Затоа внимавајте на бројот на вашата сметка за струја. Одиме. И добивме првите тројца надпреварувачи од Куманово, Кочани, Ѓорче Петров. Сега следат 6 мината кои ќе бидат резервни. Убаво проверете го вашиот кориснички број. Може би токму едно од вашите ливчиња го носи овој број, а со тоа ќе станете и директен учесник во Срекно семејство. Ги видовме броевите, сите овие информации ќе бидат достапни за нашите следни надпреварувачи, а се враќаме на финалната игра. Накратко само да ви ја соопштам, правилата на оваа игра се следни. Двата тима по еден член, вие сте само поддршка, ќе требате да се обидете со топката, да составите 3 или по хоризонтална, или по вертикална, или по диагонална линија. Кој прв тоа го направи, го освојува првото место и е победник на првото коло на Срекно семејство. Доколку за 3 минути не успеете да составите 3 топки, тогаш ги броиме топките кои повеќе ги ставил семејството на Црнокрак зелени или на Татјана црвени. Само за кратко го чекаме и тајмерот, рачуњате имате време и за размислување. Одиме сега. Може. Наизменично. Одиме. Ники. Татјана. Во ред. Некако блиску се ми изгледа ова. Добро. Татјана, обиди се уште еднаш. Табла кош за Мики. Веќе 2 спои, да не го имаше Татјана патено од тоа место, може би ќе беше ова и крај на играта. Добро. Одиме. Имаме уште време за размислување, да видиме. Не гледаш ли да го направи? Слободно сумирирате. Добро, и на крај имаш ваму тројка исто. И на крај, Аја, за малку, концентриран, полете, одиме. концентриран, Дали се ова? Не. Татјана, имаш можност? Не. За малку, Мики ќе погодеше во првата колона, каде веќе има 2 зелени топки. И ете го, најсрекното семејство, семејството на Василевски. Честитки за вас, честитки и за семејството Црнокрак. Беше тесно, искрено мислев дека вие ќе освоите. Браво. О, беше случајно.
Дојдовме и до самиот крај на срекно семејство. Моментот кога треба да ги врачиме освоените награди на трите наши срекни семејства за ова прво коло. За таа цел ќе го повикам представникот од ЕВН Македонија, Атанас Ковачевски, да повели. Добро вечер. Го носите вредносниот ваучер за прво место, 61.500 денари. Овие сите средства ќе бидат донирани во она што го одредивме и на самиот почеток. Што вие повеќе ќе ни кажете? Најпрвен да им честитам на сите учесници, на нашите познати личности кои се натпреварува во една хумана цел за помош на оние кои навистина им е потребни и се надевам дека организациите кои ги добиваат овие средства ќе ги искористат токму онака како што треба и како што тие посакуваат. И пред да ги доделиме, само сакам да кажам дека нашите познати личности вечерва се надпреваруваат за уште една хумана цел. ЕВН Македонија одлучи двојно да ги зголеми вредностите кои ги делиме, значи наградите овдека. Се приклучуваме кон хуманитарната акција за помош на нашите соседи, значи за Србија, Босна и Херцеговина и Хрватска. Символично се приклучуваме кон ова, средствата ќе бидат донирани на сметките кои се отворени за помош на настраданите во овие три земји. Секоја чест заслужува уште еден аплауз, а сега можеме, Атанас, да пристапиме кон врачување на наградите. Третото освоено место за семејството Чахили или 18.450 денара завршуваат кај Заводот за рехабилитација. Дали знаете каде ќе бидат искористени овие средства? Па да, бидејќи игрите беа во духот на здраво тело во здрав дух и ние со овие средства ќе обезбедиме една трамполина за нашите деца и младинци да може да се забавуваат. Во вистинско место ви благодарам и вас. Второто место за семејството Црнокрак. Сумата е 30.750 денара, заминуваат кај Драган Серафимович Дика, односно за Сдруженијето на граѓани за третман на лица со аутизам. Збор 2. Да. И му благодарам на семејството Црнокрак нели за одличната игра што ја покажа оваа вечер и секако овие средства ќе отидат во отварање на новиот дневен центар за третман на децата со аутизам, така да ова се повеќе од добре дадени пари. Супер. И благодарам и вас. И првото место оди ке семејството Василевски, но средствата кои што тие ги освоја одат во домот, односно интернатот Гоце Делчев од село Љубанци, од каде вечерва ја имаме Силвана Терзиева. 61.500 денари завршуваат во ваши раце. Како тие ќе бидат искористени? Прво им благодарам на семејството Василевски, навистина беа успешни и освоија прво место, поготово на двајцата на Петар и на Стефан. Овие средства навистина падна во вистински раце, зашто во интернатот Гоце Делчев се сместени 10 дечиња и ќе одат за храна за нив. И да кажеме на крај дека сме најредовни плаќачи како семејство дома и исто така училиштето редовно ги плаќаме сметките од ЕВН. И ова навистина дојде во вистинско раце. Ето така. Ако и вие го правите ова, редовно ги плаќате сметките, сте потенцијален учесник во квизот Срекно семејство. Благодарение на тоа што ЕВН се грижи постојано и се обидува да им го олесни начинот на плаќање на своите корисници. Запамтете, не мора сметките да ги плаќате во пунктовите на ЕВН Македонија. Тоа можете да го направите во пошта, во било која банка без провизија или најлесно онлайн. Бидете редовни плаќачи, само така ќе можете да бидете дел од нашиот награден квиз Срекно семејство. Се гледаме точно за 2 недели на 2 јуни на истиот канал во истото време. Пријатна вечер!